Здраво на сите, во овој влог ќе збориме за тоа како да го преживеете враќањето во Македонија. Океј, да речеме дека сте заминали од Македонија долго време и сте решили да се преселите назад, тоа е добро, честитки, браво. Меѓутоа треба да знаете одредени работи за како да го преживеете враќањето во Македонија. Точка број 1, одберете населба според вашите потреби и преференции. Сега вака, нели како и секоја населба во целиот свет, нели, во секоја држава, населбите се разликуваат една од друга, нели? И има некои што се поизолирани населби, некои населби се поблиски до автопат, некои населби се имаат пазар, некои немаат и така натаму. Многу е битно да одберете населба што ви одговара и што е многу слична, да речеме, на потребите што сте ги имале во таа земја од кај што доаѓате. Ја, пример, кога би одлучил пак да се вратам во Македонија, би одбрал населбата Аеродром, бидејќи има некои широки така коловози, улици, булевари и така натаму, има трговски, има пазар, тука е блиску, може да се поврзиш по автопатот, да идеш на аеродром да летнеш некаде. Мене многу ми се допаѓа и многу е open minded се луѓе, они како се занимаваат со спорт и баш онака cool. И верувам дека во Скопје има, тоа не сум зборил уште, може некој влог ќе направам на таа тема. Има одредени населби што луѓе се ориентирани кон едно нешто, не знам, во Аеродром и во Лисиче така ми се допаѓа што има, како што реков, луѓе што кои спортуваат, има паркови зеленила, може да се шеташ, јас обожавам да шетам така во зеленила како сега, нели? И Аеродром би одбрал, така да некој ако сака планина ќе оди на водна, некој ако сака, не знам, поима немам, земјоделие, ќе оди во друга населба каде што претежно се занимаваат со земјоделие, така да пред да се враќате во Македонија, размислете која населба ќе ви биде онака од полза и почнете да барате, не знам, куќа, стан или така натаму. Океј, точка број 2, направете припреми за преселба. Сега, ова може да биде од повеќе аспекти. Не знам, пример, ние кога се вратиме во 98 година, ќе кажам мал пример за оваа точка, не знаеме македонски доволно. И сега никако нашите родители не према во школа, да не учиме добро македонски. Ја буквално во второ деление одам таму, поима немав македонски, ја не знаев што пишува на таблата реално. Не знаев, пишуваше училишна работа, јас само читав У буквата, па чкртав и работа П и чкртав. Онака многу беше лошо, што ми требаше долго време се навикнам на македонскиот јазик и така натаму. Друга работа, не знам, ако немате возило, размислете дали ќе изнајмувате возило, ќе купите, да, колку пари, до колку буџет, дали ќе биде ново возилото, старо возилото, и тоа е многу битно. Не знам, нешто што може да средите пред да доаѓате, што и да е, знаете, онака дали станче, дали не знам, план да направите на годишно ниво или за 5 години што ќе правите таму, како ќе правите. Многу е битно да се спремите пред да доаѓате. Ако имате некој недостаток за нешто или нешто не ви е познато од таа држава, бидете спремни на тоа и спреметете уште пред да дојдете долго време, за да не бидете изненадени кога ќе стигнете таму, да знаете, да сватите дека нешто сте пропуштиле. Ја, например, кога во 2016 се вратив, мојата одлука беше повеќе емотивна, отколку логична, разумна. Едноставно поима немам, не знам, сакав да се занимавам со филммейкинг, уствари не ни видов дека таму Македонија многу послабо се снима, нема ни толку развиена индустрија, не знам, во Белград е многу подобро од Македонија, ама тоа го дознав од после, да речеме, не додека се спремам да одам за таму. Така да мора да бидете подготвени, дали вашата професија барана таму, дали ќе можете лесно да најдете работа или да отворите бизнис, или пак ако сакате бизнис да отворите, пред време информирајте се, за да знаете на што сте. Онака многу е битно, ќе ви заштеди многу време, ова енергија и пари. Океј, точка број 3, работете нешто онлайн или барете работа со време. Ова е некако на заврзување на последната точка. Многу е добро кога со онлайн заработка доаѓате во Македонија, онака стандардот во таа земја каде што работите е сигурно поголем од Македонија и кога работите онлайн не сте директно инволвирани со состојбите во Македонија, особено финансискиот дел. И тоа може да ви купи време, онака може да ве ослободи од тие некои обврски, може да ви даде простор, може да ви даде слобода
за да не зависите од други луѓе во Македонија и не само тоа, туку ви дава некоја одредена доза на стабилност за да можете да просперирате во Македонија со поголема плата. Точка број 4. Не почнувајте веднаш со бизнис. Оваа точка е многу, не знам. Имам приметено пример кога луѓе се враќаат во Македонија, нели? Сакаат одма бизнис да отворат, онака се прават као бизнисмени нешто, знаеш, онака бидејќи ако работеле во странство некоја тешка работа, мене ова ми се случи и на многу што ги познавам и викаат готово, јас ја отварам бизнис, одам во Македонија кај што мисла дека е поевтино и отвараат бизнис тука, не знам, нашле веќе партнер. Обично имаат и партнер тие луѓе што веќе ги чека во Македонија некој што онака загрее многу јако и дека има инвеститор другар од странство, вие. И многу е лошо онака кога ќе стигнеш таму и одма се фаќаш со бизнис, а не знаеш ни состојбата во таа држава, не знаеш ни дали децата твои, сопругата, сопружникот, дали ќе се навикнат на животот во таа земја во Македонија и не потнувајте веднаш со бизнис, онака не верувајте на луѓе што се веќе таму дека пронашле не знам нешто или пак можеби тој вашиот другар таму што е на функција сега, па може за 2-3 години ќе падне од функција, па нема веќе да има толку многу врски, пример. Така да кога стигнете таму, кој да ви ветил дека сигурно ќе имате бизнис онака заработки и така натаму, почекајте некој време, вратете се, живеете, видите што се случува и после ако имате искуство во таа работа за тој бизнис, можете да отворите онака со големи инвестиции и така натаму. Тоа се зависи од вас. Меѓутоа ви препорачувам да почекате одредено време да видите состојбата во таа држава каква и дали ќе можете на долг рок да бидете таму и да го водите бизнисот. Точка број 5. Не се расфрлете со пари веднаш. Имам приметено луѓе вака од странство што дошле, вклучувајќи и нас, значи ова се све мои лични искуства. Прво нешто што доаѓаш, нели обично или одиш во некоја стара куќа што ти ја оставиле твоите или твои баба и дедо роднини и прво нешто што ти доаѓа на ум, ајде да ја реновираш. Или не знам, ни луѓе дојдоа од Америка, знам, во Волково ми се чини или во Ново село, одма дека нема што да прават, не работат за друг, ги фаќа некој не, имаат пари собрано повеќе или пензија имаат или нешто, одма потнуваат со реновирање, работа во дворот, нешто садаат, копаат, багери, магери. Така и ние дојдовме таму и на крај као чекај прво маси да купиме, чекај кревети, чекај шкафови, чекај ова, чекај тоа. Човекот, кај знаеш па ти дали во Македонија ќе живееш понатаму, кај знаеш па дали ќе останеш во таа земја, чекај, земи под кирија нешто, види, снајди се, не мора одма да се расфрлаат пари. И како што реков, ако имате поголема сума на пари собрано, и онака кога ќе дојдете кај нас, се осеќате како некој милионер, богаташ некој, и прво нешто што ви доаѓа да купите скапи работи, онака да се потрошите јако, нели? Како што реков во тие другите влогови, како да имаш некој синдром на одмор, и кога одиш таму, онака прво ти е да реновираш, бизнис отвориш, ова ќе купам, тоа ќе купам, ќе одам по кафани, ќе трошам дискотека или што и да е, да ги почастиме другариве, онака да им се докажеш дека си бил во странство, дека сакаш дека си успел, не знам што пари дека имаш, па фрлаш пари, ги частиш ова она. Тоа е многу погрешен пристап и ве советувам дека брзо ќе банкротирате и заштедете ги парите, не ги трошите одма и третирајте ја таа земја како и секоја друга. Точка број 6. Следете ги социјалните норми. Многу е битно кога се враќаш во Македонија да одма да се приклучиш на тоа што го прават сите македонци, да речеме. Не знам, 1 мај, ќе земеш скара, ќе извадиш во дворче, ќе викнеш пријатели, ќе се забавувате, ќе пиете, ќе јадете и така натаму. Кога има Великден се прави тој адет, нели? Кога е бадник, сите одат на оган се собираат, пијат ракија, не знам, палат огромен оган и така натаму. Многу е полесно ќе ви биде, помалку осамено ќе се осеќате, бидејќи првата работа што ја прават многу мина кога се враќаат кај нас е дека ги носат навиките од таа земја. Да речеме ние во Австралија, да речеме, ги нема тие бадник, 1 мај и така натаму, и кога дојдеш таму се однака као се чудиш, онака леле што е ова, не знам, нема Thanksgiving, Божик место на 25 декември и на 7 јануари, ќе ви биде малку поразлично. И не знам, кога сум се вратил во село исто кога имаме фарма,
едноставно сите напревржени одат на манастир горе, јадат гравче, се гледаат со луѓе роднини и така натаму. Ние на почеток бевме као, да не одиме гужва ваму таму, знаеш онака, него следеме тоа што го прават сите. И се последнава година отидоме горе на манастир, има луѓе, лабаво, си јадеш гравче, рибче ваму таму и онака се осетив како да сум дел од селото, како да сум дел од луѓето и полесно може да те прифатат и полесно може да се прилагодиш, да речеме, ако си бил повеќе време надвор. Едноставно вака влегуваш во шемата и тоа е тоа, не размислуваш многу. Точка број 7, обезбедете ги сите потребни документи. Многу е важно кога стапнете прво да ги обезбедите све, не знам, здравствена книжка, возачка, све што ви треба, онака важни документи да речеме, е многу битно веднаш да ги земете тие, бидејќи, како што реков, ако сте биле во Македонија на одмор и го имате тој синдром на одмор, многу е потешко да се адаптирате така, а сите ние знаеме дека понекогаш имаме потреба од доктор, имаме потреба од, не знам, од разни работи, нели? Многу е битно да се обезбедат сите документи кога стигнете, возачки, како што реков, здравствена книжка и така натаму, информирајте што е ново во системот и така натаму и обезбедете ги сите потребни документи за да може да онака веднаш да почнете да живеете како и секој нормален граѓанин во Македонија. Овие беа моите точки за ова видео. Се надевам ќе го преживеете враќањето во Македонија. Ја го живеев и сега ми требаше едноставно нов предизвик, затоа и се вратив тука, но тоа не значи дека ни во иднина дека нема да се вратам таму. Македонија се ја сакам, убава земја, различна е многу од другиве земји, да речеме на запад. Се има своја убавина и своји лоши работи. И така да, тоа е тоа. Како и да е, се гледаме, фала ви што бевте со мене на овој влог, па се слушаме, се гледаме. Шетам во еден парк тука, ама гледам пајажиниве да не ме закажат, пошто, како што знаете, има доста опасни пајаци во Австралија и онака, како што орам, само гледам да не ме закачи нешто од некаде, некој крокодил или змија некоја или... Се гледаме, чао.